Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, ќе разговараме за еден проект кој е поврзан со врсничко насилство, се спроведува во основните и средните училишта. Еве ќе го кажам точното име на проектот: градење доверба во отпорни и инклузивни заедници. Тука имаме учесници, спроведувачи на самиот проект, обучувачи. Прво е Владо Димовски, кој е координатор на проектот, потоа Андријана Јовановска, која е психолог и обучувач, како и Славе Младеновски, социолог и обучувач. Добре дојдовте сите во студио 10. Добро ве најдов. Еве, господине Димовски, како координатор на проектот, за гледачите информативно да почнеме со тоа, што е целта на овој проект, како се одвива и дали за сега сте задоволни со резултатите? Па добро, ова е 5-та година на проектот. Ние започнавме некаде во делот на пандемијата, која беше многу и тешко да се работи со групи, групирање на млади лица и така натаму. Компонентата која ние ја работиме е превенција од насилен екстремизам и врсничко насилство. Ја работиме во училиштата, основните и средни училишта, ја работиме со стручни соработници од училиштата, ја работиме со представници од општините во Скопско, Кумановско и Тетовско, и работиме претежно на одредени работилници кои се работилници за ненасилно решавање на одредени конфликти и така натаму. Инаку целиот проект кој е финансиран од ЖИСРФ, а го реализиравме ние како граѓанска организација заедно со Сдруженијето на млади правници и уште неколку организации, е превенција од насилен екстремизам, радикализам, и претежно се работеше, некои од нашите колеги работеа со повратници од странски војски, нивни семејства, деца и така натаму. Нашата компонента беше можеби малце една и од потешките, затоа што цело време работевме со ученици од основните и средни училишта. Изработивме можеби секоја година по едно 25 до 30 работилници, обуки, видувања со родители, со наставници, стручни соработници и така натаму, кампови за деца, летни, каде што исто така се работеат такви лесни работилници. И дојдовме до крајот на проектот. Вчера имавме последната работилница за 25-та година. Во 26-та година имаме уште некои активности и продолжуваме на таа тема да работиме за она што и вие кажавте во најавата за сузбивање на врсничкото насилство, кое се почесто и почесто се појавува во основните и средни училишта. Да, ќе зборуваме секако за тоа повеќе. Јовановска, вие активно работите како психолог во основното училиште Живко Брајковски во Скопската општина Бутел. Сега кога одите во други училишта, кога се среќавате и со други деца, дали отприлика е тоа поразлично од она што се сретнувате во вашето училиште како секојдневна пракса, колку ви помага тоа што работите како активен психолог, кога работите како обучувач на ваков проект? Општетот во кој што живееме, системот кој што се наоѓаат нашите ученици, самите ние во кои што делуваме, се секаде исти. Проблемите за врсничко насилство се кај сите деца, да кажеме, на исто ниво, почнувајќи од нивното меѓусебно недоразбирање кое што најмногу се пренесува понатаму преку интернет насилството. Работата со децата многу ми помага и ми дава нови искуства за денешниот живот на нив, кој што е многу поразличен од животот кога ние бевме деца. Значи сега училиштето, да не кажам, во некој збор е како мал ринг, каде што има надпреварување, а тој надпревар повеќе води кон конфликти кои што се неразрешени и во кои што честопати се јавува да има и физички пресметки. Работата со учениците преку работилници, преку ваков центар кој што им нудат, им покажуваат поинаков начин на однесување и начин на кој што тие да живеат едноставно во детството, нивната возраст, е многу важен за да понатаму растеме и создаваме едни здрави личности. Да, добро, Младеновски, ќе се обидам вака низ емисијата да ги прилагодам прашањата за секој некако да одговара и на вашите области. Па така и вас, кога работите ви како обучувач на овој проект,
Што гледате во пракса? Например, кога има насилство, што гледате како респонс себе да речеме и од родителите? Дали тие ги охрабруваат децата да го пријават тоа насилство, да одат по еден институционален пат, или имаме онакви појави како немој, не се мешај, остави го тоа, ќе помени така натаму? Кога станува збор за врсничкото насилство, треба да се имаат предвид повеќе фактори што влијаат врз него. Самите услови, потоа карактеристиките на сторителите на тоа насилство, како и превенцијата, односно мерките што се преземаат за сузбивање. Тоа значи дека ние продуцираме лоша пракса и таа лоша пракса продуцира потоа последици. Обуката што ја правевме, јас се обидов пирамидата што ја гледаме цело време на спротивен начин поставена, да ја исправиме и да ја гледаме на начин како е стабилна. Тоа значи наставниците или луѓето во училиштата како стручни лица, како и родителите, се повикани да ги научат моделите на добро однесување, на позитивно размислување, да го научат моделот што значи, каков пристап би требало да имаат во превенцијата. Сите ги знаеме лошите примери, може би и илјадници да наброиме. Меѓутоа, тука завршува решението на проблемот со постојањето на прашањето кој е виновен. А во суштина прашањето треба биде како да пристапиме во решавање на проблемот. Преку овие обуки, јас лично, не само што бев многу изненаден, туку и позитивно дојден до ситуација да верувам дека кај тие луѓе што беа на обуките постои потенцијал, прво дека имаат знаење и имаат желба и волја да ги променат работите во образованието. Сега овдека би застанал, затоа што целокупниот систем сега треба да одговори, тука влегуваат и родителите со својата обврска како воспитувачи, како лица кои што мора да го почитуваат училиштето или институцијата образование, дека го испратиле детето во училиште и тие луѓе тоа што го работат, знаат да го работат. Интересно е, ова ми е интересно како теза, бидејќи и самите сме родители и го гледаме тоа дека се случува во пракса. Некако родителите како да се земаат од тој дел, дека они учествуваат во процесот. Или еве уште да поедноставам, најчесто велат, па обврска е на училиштето или нивна задача е тоа да го поправат, они треба да ги воспитат децата, они треба да ги исправат тие работи кои таму се случуваат. Не зборуваме само за насилство општо, нели? И некако како тие да се иземаат дека воспитувањето почнува дома, нели? Еве и колегите можат да кажат на обуките и предавањата што ги правевме, често им правевме на наставниците, а вчера тоа истото и на родителите, да ја променат позицијата од наставник да бидат родител. И кога одат на родителски состанок, како се однесуваат сега како родители, кога ја слушаат класниот раководител, а не се согласуваат со кажаното или со неговиот пристап во оцената за учениците. Таа промена на позицијата им дава можност, им дава предиспозиција на сите луѓе што се во процесот на воспитување на помладата популација да ја разберат позицијата на вториот или на оној со кој што се во конфликт. Бидејќи причината која бараме да утврдиме кој е виновен, најчесто доаѓаме до ситуација да всушност ние детето ќе го обвиниме, ќе го осудиме, ќе го жигосаме. Меѓутоа, утредента тоа дете што било учесник во тепачката, може тоа па да се случи утре да натепа. И што се случува? После извесен период децата поради возраста што имаат доаѓаат со поништување на така наречената таа нетрпеливост. Сепак деца во 5-6 делење. Меѓутоа нетрпеливоста меѓу родителите на тие две деца останува за цело време додека се во средината. Добро, Димовски, кога ми го објаснувавте проектот, кажавте дека тој се спроведува во најчесто во етнички мешани училишта. И сега имаме тука два моменти. Едниот е тоа насилство кое кај нас за жал многу често е присутно, кое е некаков меѓуетнички карактер, но секако не е само тоа. Имаме едно насилство кое е малолетничко насилство, кое нема етничка основа. Како приоѓате врз овие две теми кога зборуваме за спроведувањето на проектот? Ние од кога центарот постои 30 на години и така натаму работиме се со мешано етнички групи во мешано етнички средини. Во рамки на овој проект исто така работиме во мешано етнички училишта, како што е колешката работи во Живко Брајковски,
доста мешано етничко училиште во Бутел, во други општини, Куманово, Скопските, Тетовските општини и така натаму. Не сме наишли на некои драстични нарушувања, да речеме, на меѓуетничките односи кај учениците или да има недоразбирање на меѓуетничка основа. Работиме такви работилници, нашите трени работат такви работилници за мир, толеранција, ненасилно решавање на конфликти и така натаму, меки вештини, така речени, и сето тоа пробуваат да го пренесат на децата на таков начин да децата не размислуваат веќе едностранно за еден или друг ентитет. Во случајов ние многу повеќе посветивме внимание на работа со родителите. Кај родителите постојат големи разлики. Работевме работилници со родителите, заеднички со наставници и стручни соработници, со советите на родители во училиштата, кои се орган во училиштето кој може да придонеси многу за мирната атмосфера, нели, во училиштата. И она што и Славе го говореше, ние од кога воспитната компонента отпадна од образованието, се префрли воспитувањето на родителите. Порано имавме образование и воспитание, сега имаме образование. Родителите мислат дека детето доволно го воспитале и го пуштаат на училиште и викаат дека наставникот е тој кој ќе понатаму ќе гради од него, негова одговорност. Да. Голема среќа имаме во наше општество што наставниците се и родители. Така да ги заменуваат родителите кои не ги воспитале своите деца дома, ги заменуваат во училиштето. Тоа е голема среќа за нашето општество. Но мора да се пристапи кон работа со родителите, да родителите малце повеќе посветат внимание на воспитувањето на децата. Ако вие имате во една паралелка добро воспитани деца, таа паралелка ќе биде и добра по успех, и добра по дисциплина, и редовно ќе доаѓа на училиште, редовно ќе си одат од училиште, онака како што е пропишано со часовите и така натаму. Ако имате во друга паралелка, да речеме 2, 3, 4 или 5 деца што се ненасилници, него недоволно воспитани од дома, таму веќе ќе имате проблеми. И наставникот има проблеми, и психологот, и педагогот, и директорот на училиштето и така натаму. Затоа со родителите мора да се работи. Јас и овде кај вас во други емисии сум зборувал за образование кога сме правеле муабети. Во основа кај нас нема лоши деца, има само лоши родители. Кога родителите ќе станат добри, децата ќе бидат уште подобри. Од тамо изворот на проблемот. Апсолутно. Да, Јовановска, кога зборуваме за овие појави, како функционираат стручните тимови во пракса? Значи, педагог, психолог, социјален работник, успевате ли да стигнете до секое дете со ризично однесување? Па со оглед на тоа дека бројот и училиштето каде што работам јас е голем број, има 980 деца, толку многу комплексно да се навлезе во тој проблем не е можно, затоа што имаме еден психолог, еден специјален рехабилитатор и еден педагог. Меѓутоа, ние овде бараме помош, како што кажа и Владо, од родителите, затоа што домашното воспитување никогаш не излегува од мода. Тоа е нешто што треба секој родител да го има, да го поседува и да му го пренесе на своето дете. Детето кое што ние како родители можеби сега, пошто јас сум родител, нели, почнуваме да се менуваме во поглед на новото време. Што нуди новото време, не при тоа согледувајќи дека тоа ново време нас не создава проблеми, како дома, така и во училиште. Значи дете кое што, нели, дома е научено да ги почитува авторитетите, да ги почитува и другарчињата и семејството, тоа дете тие вредности ќе ги пренесе и во училиште, ќе го почитува авторитетот на наставникот, ќе ги почитува своите соученици. Повеќето родители сега ги учат децата дека ако некој те навреди, врати му. Не си ти боксерска вреќа да трпиш, што тоа е многу погрешно и оттаму почнуваат нашите проблеми. Јас кога ќе работам со децата и кога ќе дојде ќе ми каже да тој прв почна, а ти што прво направи? Дали му кажа стоп? Јас не се чувствувам убаво кога така зборуваш за мене, кога мене ме навредуваш. Исто тоа носи корени во нарушена комуникација помеѓу родителите и децата. Сега со Вибер групите, кога родителите ќе стигнат дома, веќе знаат што се случило во училиште.
За разлика од претходно, нели, кога ќе се дојдеш и ќе се праша како помина во училиште. Па тука се создава една врска, една комуникација помеѓу родителот и детето. Детето го кажува тоа што се случило во училиште, родителот слуша. Активно го слуша, му дава поддршка, го советува дали е правилен начинот на однесување или не е правилен начинот на однесување. Доколку сега ние ќе прочитаме, да, имало некое недоразбирање, меѓутоа ќе се реши нели во училиште, дома нема да се зборува за тоа и тоа така се провлекува низ растот и развојот на децата, што понатаму после се манифестира и во домот. Нели, децата се градат да бидат силни, да бидат јаки, да навредуваат, да одвраќаат, а после тоа однесување го применуваат и кај сопствените родители. Потаму доаѓаат родителите и кажуваат: па не можам да се справам, па зошто е тоа вака, а самиот родител не ја дава поддршката на наставникот ни кај сопственото дете. Или ама кој тој наставник треба да ти пишува пониска оцена или сега и системот е таков да мора да ги имаш сите петки за да се запишеш во средно училиште каде што сакаш. Да, за жал таа појава е многу честа, затоа и сме зборувале со Димовски многу често баш за тоа. Кога зборуваме за насилство Младеновски, можеби најчесто луѓето веднаш мислат на физичко насилство, на тепање, но не е само тоа, значи зборуваме за навреди онлайн, понижување, изолирање од друштво. Има различни форми. Како пристапувате кон овие појави, ако ги гледаме така сегментирано? 4 типа на насилство: вербално, физичко, преку интернет и социјално. Значи, да не навлегуваме сега во теориско разглобување генерално на сите ни е позната содржината и суштината на овие видови насилство, би се задржал на она што се нарекува сајбер или интернет насилство, каде што родителите поради техничко необразование или би рекле интернет неписменост не се на нивото на знаењето на нивните ученици. Меѓутоа обратно, учениците па немаат интелектуална и емоционална зрелост да ја перцепираат содржината што може и што им е достапна преку интернет и најчесто добиваат погрешна слика за тоа што го гледаат. Тоа може биде драмска серија, меѓутоа таа ситуација они може да ја гледат и како реалност. Гледаме дека во рамките на тие социјални мрежи можеби 80-90% од содржините може да бидат и лажни, може да бидат наместени и еден детски ум на возраст од 6 до 16 години и како може да биде жртва. Овие 4 вида, значи станува збор сега наставниците да се обучат да ги препознаваат. Да ги препознават видовите на насилство. Во рамките на обуките направив листа на ризик кој убаво е секој наставник да ги препознава кога ќе го види одреден ученик или група на ученици, за да може да упати порака прво до учениците, а потоа да ги викне и родителите. Секако тука влегуваат и стручните служби со својата работа и правејќи оваа рамка на превенција, ние всушност како родители или како стручни лица правиме заштита на децата на истиот начин како во овој објект што ќе ставите противпожарен апарат или како што ќе направите едукација на граѓаните како пациенти дека треба да мијат раце. Зашто станува збор? Ученикот станал вербално агресивен, користи говор на омраза. Тој говор на омраза може да дојде како што го поставивте прашањето спрема различни етнички заедници, спрема одреден пол или спрема одредени социјални групи. Потоа члени на разни социјални мрежи каде што се генерира насилство. Трети елемент се разни религиски или содржини од таков тип поврзани со политика кои имаат екстремна или националистичка боја и самиот ученик не е свесен за содржината и за опасноста на овие содржини, а ги пренесува со изрази пред учениците. Знаеме ние во нашиот израз има навредливи изрази за разни етнички заедници и тврдам дека учениците не се свесни за содржината што ја кажува затоа што ја преземаат терминологијата механички. Други видови на елементи или фактори што влијат во делот на ризикот се уништување на имотот. Не може ни еден наставник, не може ни еден родител да се прави под наводници неупатен кога гледа дека ученикот го уништува училиштниот инвентар. Во овие ситуации претходно кажани можеме да речеме дека не сме го отвориле телефонот, не сме виделе што гледа на телевизија и има некаква форма на оправдување.
Меѓутоа, невозможно е кога се уништува имот или кога се уништува некој предмет, тој предмет може да биде и тачната на соученикот, целокупниот наставен кадар и родителите да го негираат фактичкото однесување на тоа дете. Не станува збор да се купи торбата од 10 или 20 евра. Станува анализа на генезата каде води тој пат доколку не се укаже на детето, значи не го користам зборот санкционира, туку да се укаже на таквото однесување дека не е погрешно. Дека е погрешно и дека не е пожелно. Да. Добро, Димовски, еве вие го спроведувате проектот како што кажавте 5 години. Значи тоа веќе се спроведува повеќе време, значи поминавте и разни, еве да речеме и политички периоди во државата, повеќе влади, повеќе министри се менуваат. Како се однесуваат институциите во поглед на овој проблем? Имаме некои мерки на Министерството за образование, како мейлови, пријување на насилство, протоколи, некакви програми против врсничко насилство, но мислите ли дека систематски се прави доволно? Државата како држава долги години, значи долги години, без разлика кој и како на власт, го урнисува образованието во Македонија. Сме разговарале многу пати за тоа и така натаму, дека ние на дното и една од тие компоненти и ваквите работи што се појавува, придонесува за тоа. Државата нема капацитети тоа да го реши. Зборуваме како институции и така натаму. Вие имате во државните институции кои се одобразувани, имате луѓе кои се спремни да работат, кои придонесуваат со одредени акти, правилници и така натаму, но што ако тоа не се почитува понатаму, што ако тоа не се спроведува од страна на Министерството кон основните средни училишта, кон образовните институции. Што ако Бирото за развој не ви даде вас дозвола да работите во едно училиште, не ви даде согласност, а такви случаеви има. Затоа што во тие институции работат луѓе кои дневник никој пат во раце не фатиле. Значи таму немале допир со образование. Немале допир со образование. Завршиле школо, универзитети и така натаму, се вработиле во тие институции, напредувале и така натаму, водат образовни политики, а дневник во рака не фатиле никој пат, не влегле на час да видат како се однесуваат децата, не се прошетале во школски двор да видат како се однесуваат децата на одмори и така натаму, не поразговарале со одредени наставници и стручни соработници. Другата работа е што во основните и средни училишта според законите за основно и средно образование предвидени се по 4 до 5 стручни соработници. Ние во училиштата имаме училишта со по еден стручен соработник. Психолог или педагог. Таму се предвидени 4 или 5 кои можат да работат со децата. Од рано, она што ние го работиме и на нашите обуки, ние посветивме големо внимание на рано откривање на врсничкото насилство и превенирање. Тие две компоненти ги работиме и на обуките и на работилниците. Ако вие рано бидете обучени да рано го откриете тоа, го пријавите и така натаму, тогаш е многу полесно да го решавате. Превенцијата тука веќе започнува. Во таков случај, ние за овие 5 години успеавме да го направиме проектот одржлив сам за себе понатака. Општините тоа да го прават, училиштата тоа да го прават. Обучивме некаде околу 200 наставници, стручни соработници и родители на наши дводневни обуки, на еднодневни работилници и така натаму и така натаму. Не е мала бројка во 3 региони да имате толка број на наставници обучени, кои се сертификати и кои одговорно тврдам дека тие можат слободно да работат на рано препознавање на врсничкото насилство, на превенирање и на решавање на одредени проблеми. За да не дојде тоа, за она што веројатно Славе подоцна ќе говори, да не дојде тоа да го решаваат родителите меѓусебно и да се прелее тоа на родителите, па меѓусебни недоразбирања, па доаѓа до судски процеси, па до повреди и така натаму и така натаму. Имавме ние ситуација, ако се сеќавате, последно сега,
мене што ми е мило што државата малце почна да се грижи за тоа. На еден спортски надправ имавме родител кај што тепа деца, влегува на терен, тепа деца од противничка екипа, зошто го фаулирале неговото дете. Да. Мислам, и осуден тој родител. Имавме родители кои нивните деца насилници ги оправдуваа, бараа правда за нивните деца насилници и така натаму. Тоа мора да се застане на пат. И то треба да го направат она што вие викате институциите и државата. Да. Јовановска, претпоставам дека вие разговарате со деца, но разговарате и со родители. Има еден момент кој сите некако го начнавме, тоа е што еден дел од родителите, не знам дали е голем дел, секогаш велат моето дете не е криво. Моето дете е добро, не знам. Вие велите голем дел. Да, во пракса е поголем дел. И тоа мислам дека е проблем. Проблем, да. Од тука и потекнува проблемот. Затоа што родителот како родител му кажува на детето, ти си во право, или како што каже Славе, го скршил. Па што ако го скршил? Што ако го скршил инвентарот, например, ќе дојде родител да каже, јас ќе го платам тоа. Тука станува збор за која одговорност ја носи личноста и како родител и како општествено одговорен. Родителот него сваќа проблемот. Не го сваќа проблемот, да, како тоа да не е ништо, а со тоа му дава друга порака упатува, не само на неговото дете, туку и на другите деца. Создава друг проблем. Создава друг проблем, да. Да родител кој што е одговорен и му кажува на неговото дете дека таквото однесување не се толерира, дека таму во училиштето и не само во училиштето, сегде ние да можеме заеднички да функционираме, треба да почитуваме правила, кои правила се прифатливи за сите. А сите тие родители кои што ги тераат деца, не ги тераат децата, туку ги советуваат или им даваат поддршка да делуваат во спротивност на тие кодекси и правила на однесување, ги создаваат проблемите. Кои што проблеми понатаму се пролонгираат и тоа станува еден начин на однесување на детето, кој ќе дојде како возрастна личност, не може да направи проценка дали е во ред однесување или не е во ред однесување. Да. А се само заради таа супер заштита, дека моето дете е најдобро, дека моето дете не прави проблеми, меѓутоа тоа е лажна слика пред себе. Во општеството не ја дава правата слика. Всушност, за тоа сите укажувате дека повеќе треба да се работи со родителите, со родителите, да. Ние во училиштето постојано го спомнуваме триаголникот ученик, родител, наставник. Значи тој триаголник, ако не постои таа поврзаност, ние ништо не можеме да постигнеме. Доволно е родителот да не се согласува со тоа што училиштето го кажува. Детето го кажува, родителот му вика не е така, ти не си такво дете, тебе те навеле да го направиш тоа. Моето дете јас го знам, тоа никој пат нема да го направи. И тука децата си ја добива таа заштита и понатаму си поминува ни сите настани понатаму како невиновен и не го доживува како да има одговорност за таа случка. Туку можеби и како охрабрување на некој начин. Да, на некој начин. Младеновски, имаме една многу грда појава, социолошка, можеби и психолошка. Тоа е кога децата тој булинг или тоа врсничко насилство го објавуваат на социјалните мрежи, на видеа, па дури се фалат со тоа. Значи, не само што, како што ние тука објаснуваме, не се срамат од своите постапки, туку ги сматраат за cool, дека тоа на некој начин ќе им стекне популарност меѓу учениците. Ова појава не е само кај нас, ова е глобална, светска појава, за жал. Како против тоа да се бориме? Како тој менталитет да го сменим? Јас ќе се обидам со гестикулација, ова што го кажа колешката, таа пирамида, ако ја земеме дека вака треба да стои, ние понекогаш може би ја гледаме дека и вака стои пирамидата или не да може вака. А примерот што го кажувам и прашањето што го поставувате, одговорот оди во таа насока што и ние како родители, внимавајте, не реков како обучувачи или социолози, психолози, ја правиме истата грешка како и сите други родители, а тоа е се повикуваме на нашето минато кога сме биле деца. И мислиме дека тие методи ќе бидат доволно ефикасни во трет милениум. Не само што е погрешно, туку и пристапот не дава очекувани резултати. Пример ќе дадам. Кога класниот раководител во основно или во средно училиште во 1970 година ќе му каже на Славе Младеновски, утре сакам да дојде твојот родител, на барањето на мојот родител кога му кажувам, првото прашање, кажи ми со време што си направил да знам што ме чека во училиштето. Денеска таква реченица од родител, каде што детето има 8 или 9 години, е мисловна именка да се каже. Најчесто, јас одам на тој начин, децата не лажат,
се креативни во зависност од возраста, меѓутоа знаат да ги представат работите на начин во која што они се жртви. Додека родителот ја представи или ја добие вистинската слика за проблемот, а он веќе заземал страна на него, он фактички е манипулиран од собственото дете. Ова го кажувам со најголема сериозност и одговорност. А родителите може би и сакаат тоа да го слушнат од друга страна, на некој начин. Веројатно некој сака да се живее во таа ситуација. Да. Полесно е. Проектот што го работи влада, односно целокупниот тој тим, нас ни даде можеби ситуација да ги отвориме прозорите и воздухот што постоеше досега и кој знаевме дека миризбата е неподнослива зашто не беше проветрено образованието, свативме дека надвор гледаме чисто езеро, добра шума, висока планина. Што сакам да кажам? Постојано ми се случуваше во текот на обуката наставниците да одговорат на ситуацијата, ама ова не е Шведска, ова не е Финска, ова не е Јапонија, Исланд. Дава примери каде што факт е дека образованието и воспитувањето се на многу високо ниво. Сега јас вас како новинар ќе ви поставам прашање. Мислите дека како Homo sapiens сме недораснати да го достигнеме тоа ниво? Не. Поседуваме и интернет, поседуваме знаење, поседуваме волја. Она што не го поседуваме е всушност примената на лошите примери, каде што не фаќа одреден нихилизам и дефетизам, ма пушти, тоа не е наша работа, не можеме да го смениме и ние општеството го туркаме уште повеќе подолу. Кога го избавите... Се подценуваме. Да, самите како луѓе, во моќта што ја имаме како заедница. Примерот или прашањето што го поставите за сајбер насилството, јас го издвојувам на тој начин што всушност тоа беше првиот индикатор каде сопствените родители не комуницираат со децата. Деновиве, така да кажам, во периодот додека ги подготвував предавањата, најдов на информација дека во Кина, можеме илјадници примери да најдеме, децата добиваат мобилен телефон на 15 години. Да, денеска да го слушнат ова ученици на 8 години ќе мислат дека јас грешам. Обратна е ситуацијата. Ние не бевме свесни што не снајде во соседството пред година дена беше случајот во Белград. Рибникар, да. Каде што и како социолог го анализиравме влијанието на социјалните мрежи и додавме до заклучок, јас тоаш го направив тоа истражување, не беше работата да се забрана социјалните мрежи, туку обратно. Општеството или родителите и сите институции да ја одредат содржината која може да ја гледаат одредени возрасти на ученици или деца. Исто како во телевизијата што постои, под 16 години не е дозволено. Оваа така наречена лажна слобода што се дава со комуникацијата, ние всушност доаѓаме до таа ситуација да некое дете што објавува слика, внимавајте, која нема ништо навредливо во однос на неговата перцепција што ја објавил или во однос на перцепцијата на нас како возрастни. Меѓутоа, емотивната слабост или емотивната немоќ на друго дете кое не сака да има слика на Facebook или на платформите, он смета дека тоа е нарушување на неговата приватност. И тука настануваат другите проблеми. Да. Имаме проблем во образованието и тоа голем проблем во училиштата каде што појавите на врсничко насилство, почнувајќи од на вербалното насилство, позавршувајќи со физичкото, најчесто се кријат. Тоа е голем проблем. И самите се обидуваат да ги решаваат. Голем проблем. Не ги ни решаваат. Не ги ни решаваат, да. Не ги ни решаваат. Имавме ние во Македонија кампања, крени глас и така натаму. Кренавме ли глас? Не. Значи, кампањата на Мак Петрол, која идеше медиумска кампања, не беше работа како ние што работиме најдиректно со учесниците и така натаму, него медиумска кампања беше крени глас против врсничкото насилство. Никој не крена глас. Година и кусур оди таа кампања, да се разбереме. За година и кусур некој вајда ќе си речеше, чекајте бе луѓе, зашто ние го криеме овој проблем во училиштето? Дајте да окрениме гласот, дајте да го пријавиме, дајте, затоа што таквите работи, колешката Андријана многу подобро знае, во училиште секојдневно се соочува со тие работи. Тоа е една постапка, ако такво нешто се случи, најпрво се пријавува класниот раководител или наставникот во
педагошката служба, Така, речеме, во стручна служба, ако тоа не може да го реши или ако е од поголеми размери го пријавува во полиција тоа го пренесува во центрите социјална работа, па се повикуваат родителите и така натаму и тие работи се решаваат. И ние викаме секој пат, да не сме ние ќе не обележат, немој нашето училиште, немојте вака. Тоа сака да ве прашам, зошто е тоа така? Јас тврдам одговорно дека оние училишта во кои ние сме работеле и оние наставници и стручни заработници кои биле на нашите обуки, утре нема да скријат таква работа. Но оние кои не се сложиле или општината не сакала да учествува во таквите проекти, во таквите активности, оние организации кои не добиле, да кажеме, согласност од Бирото за развој на образование или од Министерството за образование и така натаму, тие секогаш ќе бидат тие кои ќе ги кријат под тепих, ќе ги ставаат таквите недобри работи, кои понатаму од таквото криење веќе произлегува екстремизмот, радикализмот, па и тероризмот. Кога работите се ставаат под тепих. И тука не смеат да се случуваат такви работи. Ние се определивме дури и да работиме надвор од училиштата, за да не мора да бараме одредени дозволи од Министерството, од Бирото за развој и така натаму. Ние, наставниците, стручните соработници, родителите ги повикуваме на наши обики надвор од образовните институции, во некое излетничко место или надвор од градот и така натаму, од кој ја имаме таа група и нас ни прекрасно ни идат обуките. И затоа најодговорно тврдам, во оние училишта од каде што ние сме имале наставници, стручни соработници, директори и представници од советите на родители, јас тврдам најодговорно дека таквите работи нема да се кријат. Наскоро таму може да биде криен и да се крене глас. Да, тоа кога се работи на ниво на училиште, ние во нашето училиште, значи го почитуваме протоколот од Министерството за образование за врсничко насилство со пријавување, со одредување на контакт лица, кои што контакт лица понатаму нели го принесуваат проблемот. Меѓутоа проблемот настанува кога ќе дојде до родителот. Кога родителот ќе биде повикан во полиција или во центар за социјална работа поради тоа што се случило со ученикот во училиште и таму веќе се јавуваат врските, нели кај нас добро познати, каде што тој проблем или ќе се стави на страна или ќе се минимализира или нема да се најде кој е навистина виновен, не да најдеме виновен, туку да се таа едноставно несакана појава да почне да се сузбива, да не функционира во училиштето. Значи, ние од друга страна, пак ја кажам, се потекнува од семејството, од родителите дома. Доколку родителите ги негуваат факторите на прифаќање и на отфрлање, нема да се појавуваат таквите појави кај децата. Вие дома, ако не можете едно дете да го сослушате вашо, да бидете со него во отворена комуникација, во асертивна комуникација, каде што ќе го научите активно да слуша. Како ќе го научите? Со тоа што вие ќе го слушате активно. Со секој кажан збор ќе биде важен за вас. А не, ајде тоа не е битно, нели, ние сите сме уморни од работа, сите имаме и куп други обврски, а најмалку посветуваме внимание кога ќе дојде детето и ќе сака нешто да ни каже, добро зошто ти беше мирен, зошто ти не му врати така или зошто ти не му кажа така. Ако е проблемот со некој од вработените училиштето, одма се крева телефонот. Дали се бара директорот или се бара некој од општина или од министерство кој што ќе ви кажат што се случило внатре во училиштето. И пак го враќаме проблемот од таму каде што доаѓа. Значи, детето доаѓа од семејството, а училиштето и самиот оделенски наставник има голема обврска. Деца со различни економски услови, социјални и религиски убедувања, различни стилови на воспитување на родители, да ги обедини и да ги направи во едно, за да можат деца да функционираат. Меѓутоа, тоа без помош и без заедништво не може да биде. Да. Сакате да додадете? Мојот коментар оди во насока кога станува збор за превенцијата, не е само действието врз родителите. Ќе дам пример дека наставниот кадар и стручните лица, според тоа како јас го замислувам нивното работење во училиштето, тие се постојано наоѓаат во просторија кај што има огледала. Тоа значи кога одат по ходниците имате 20-30 ученици. Кога влегуваат во училници има 30 ученици. Тоа се све огледала. Едно ливче хартија што ќе го фрлите, кредата што ќе ви падне, мантилот што ви е извалкан, жвакањето мастики или слично, се е тоа копирање и имитирање на однесувањето на наставникот. Обратно, еден родител кога
патува од точка А до точка Б и го носи своето дете во училиште или оди на работа, користејќи го под наводници културниот речник во Скопје, а веројатно во сите градови во Македонија, да не ги кажувам зборовите јавно, всушност синот или ќерката не ги повторуваат пред него. Ги користат во комуникацијата со своите врсници кои ќе дојдат во училиштето. А ние гледаме каков е скопскиот сообраќај, гледаме каков е воопшто сообраќајот во начинот на однесување на луѓето. Примерите што им ги давав на наставниците, често им ја доведував психата или начинот на размислување да ја променат позицијата. Да бидат за момент дете кое седи во колата и го слуша собствениот родител како примерот, еве со господин Димовски вчера ќе го со вас бевме со таа господјата што беше. Значи имате ситуација во која што просто е неверојатно, таа отворила прозор и на телефонот се расправа и ние сваќаме дека не ни се обраќа на нас. Помислиме дека женава има некој проблем. Меѓутоа, однесувањето на сите други понатаму беше свиреа со сирените и настане на ситуација, викам, ова е како една лабораторија во која што сите сме ние пациенти и веројатно некој голем ум не е разместува вака. Ние не сме свесни како личности колку правиме штета со своето однесување кога ќе видите едно дете. Ние денеска цел ден го малтретираме тоа дете. Го малтретираме на телевизија со лоши примери. Замислете, ние имаме така наречени театарски представи или стендап комедии под наводници, во кој што вкупниот речник што се користи во нив, а е достапен 100% на мобилен телефон, го третираме тоа под називот уметност. И тоа го покажувате на интернет, каде што гледате возрастни луѓе, кои се родители, директори, психолози, социолози, новинари, мислат дека тоа е врвот на хуморот кој што достигнал во Македонија. Сите овие примери, верувајте ми, она што ги видовме со Владо, овие скоро 4-5 месеци, односно 5 години, додека траеше проектот, се ситуација за аларм. Ситуација во која што ние, всушност, мора да ни воведат стечај, за да може да се опаметиме дека вака веќе на овој начин не може и мора да најдеме друг начин. А не сме под стечај? Па да, видите, овде е добро, не знаеме кој е стечајниот управник. И сакам да потенцирам сега на крајот, после ова анализа, 3 елемента или 3 начина кои се клучни. И колешката и Владо ги спомна, само овдека се сублимирани. Зголемување на совеста и довербата, подобрување на диалогот и стратешки комуникации. Ние без ставање во функција на овие стратешки комуникации во институциите, во кој што прво децата ќе забележат целосен систем кој што почива на едукација и воспитување, ние нема да добиеме резултат. Заради тоа што самиот родител, како што и Димовски кажува, и примерите на колешката, кога вели родителот го поддржува сопственото дете во асоцијално однесување. Тоа мора да престане. Тука нема дискусија околу тоа. Не сме да добие представа ученикот дека има поддршка од еден субјект во овој систем. Нити од класен раководител. И примерите што ги гледаме, значи претпоставувам дека утредента или така да кажеме во наредниот период, сите наставници кога ќе влезат во училиштето се свесни дека однесувањето на децата може да им биде примарна задача во однос на некоја задача по математика или по хемија. Да. Тоа е Добро, приоритетно. еве вака Димовски со вас почнавме со вас и да завршиме. Оно што го кажам на Димовски пред малку, примерот со Кина, например, гледаме дека сега и во светот има такви примери. Австралија носи најстрог закон за пристап на малолетници до социјални мрежи. Такви закони на ЕУ, и Франција, некои скандинавски држави, исто така се зборува за целосна забрана на мобилни телефони до одредена возраст. Значи, зборуваме за еден драконски начин на решавање на дел од овие проблеми. Мислите ли дека тоа е дел од одговорот да пристапиме кон такви, или како, например, соседна Албанија, кога целосно го забрани TikTok, после тамо некој не сака не и појави? Кај нас во Македонија се проба да се направи нешто. Во некои училишта пред година и пол некаде во Пехчево се појави прво тоа, кај што забранија носење на мобилни телефони во училиштата. Па тоа се прелеа и во други училишта и така натаму. Но сето тоа беше
мене ми се чини као некој популизам. Отиде во јавноста тоа и така натаму. А овој не профункционира како што треба. Како нешто правиме? Не профункционира тоа како што треба. Настрана протоколите на институциите и така. Протоколите како протоколи ги почитуваат училиштата и така натаму. Но што понатаму? Да не се носат мобилни на час. Така, да. Едно време немаше униформи, па сега има униформи. Имаше забрана за телефони, па нема сега забрана за телефони. Не е системско решение. Значи парцијални решенија се тие на одредени училишта и така натаму. Она што кај нас фали деполитизација на образованието. Апсолутна деполитизација на образованието. Затоа што вие имате деца, сега ќе кажам еден пример, можеби веројатно по социјалните мрежи сте го сретнали и така натаму, кога сообраќаецот го застанува детето, возачот на направил прекршок и така натаму, му вика, знаеш ли ти кој ми е татко? А сообраќаецот му вика, тоа ќе ја прашаш мајка ти. Кога ние ќе престанеме да викаме, знаеш ли кој ми е татко, тогаш ќе не биде. До тогаш нема да не биде. Да се разбереме. И кога тој кој ми е татко, неговиот татко ќе го крени телефонот како Андријана што зборуваше за одредени работи, до одредени други личности и така натаму стигнувајќи до врвот на својата влада и така натаму или институција каде што тој има пријатели кои ќе се јават кај Андријана и ќе ја кажат немој да го пријавуваш тој случај во службата за социјални работи во центарот или во полиција, затоа што знаете ќе не оцрнат, ќе не обележат и така, па нека ги обележат. Зошто па да не? Затоа што тие деца, јас на крај ќе завршам со ова, децата кои учествувале на нашите активности, јас тврдам одговорно дека никој пат нема да бидат насилници. Има деца во училиштето, нели, кои што ги почитуваат кодексите на однесување, кои што ќе го остават телефонот, каде што е договорено местото, кој што нема да го користат за време на часовите. Значи, училиштето си има кодекси, меѓутоа останува на тоа колку децата се одговорни. Каде доаѓа одговорноста кај децата? Од дома. Да. На крај, јас бидејќи ќе завршуваме, да упатам и една порака до општините. Општините се основачи на образованието по својата општина. И општините се најодговорните за она што се случува. Во ред се програмите кои доаѓаат од институциите, Бирото за развој на образование, Министерството и така натаму. Но сите други работи кои се случуваат во училиштата се одговорност на општините. Општините се тие кои треба да се погрижат за внесување на вакви активности, вакви проекти, како што ние досега ги работевме. Ние во Македонија имаме 3 или 4 организации кои сме специализирани за превенција од врсничко насилство. Во Скопје се 2. Ние и Рубикон. Така да општините да најдат начин да ваквите активности се повеќе и повеќе ги внесат во училиштата, за да немаме утре други ден некои несакани последици. Да. Ве молам само късо, бидејќи времето не истече. Во интерес на времето и за волја на вистината, сакам да потенцирам дека од вкупно 4 предавања што ги имавме во рамките на овој проект, едно беше и решавањето на конфликтите, односно како да пристапат родителите и наставниот кадар во решавање на спор во училиштето. Затоа ја понудивме медијацијата и постапката како може да се дојде до решение со демонстрација од страна на учесниците. Искуството или она што го видовме, свативме дека и во тој поглед имаме доволно простор наставниот кадар и родителите да се едуцираат дека на проблемите или на споровите може да се пристапи на овој начин и да се дојде до решение во интерес на децата. Да. Добро, ви благодарам на сите за учество во оваа емисија. Мислам дека ги опфативме сите аспекти од проблемот. Вие, како што кажавте, проектот е при крај. Се надеваме дека резултатите и фидбекот ќе бидат добри. Ви благодарам уште еднаш за учеството. И почитување, ова е крај на првиот дел. Ќе продолжиме со професорот Илија Асјаски. Останете со нас, една куса пауза за реклами и се враќаме ветеш.